Ке пробам да дадам некои одговори, односно тоа што го збореше поштованиот пратеник во дел од неговата експликација не се сложувам. Внимателно запишував бидејќи се зборуваше за неефикасност на институциите, дел се задржа на аерозагадувањето, транспарентноста на дворечното загадување, во делот на странските инвестиции, јавниот долг, капиталните расходи се критикуваше и проектот Мој ДДВ, нееднаквиот третман на приватните стопанственици заедно со јавните предпријатија и така натаму и така натаму. Во однос на капиталните инвестиции, значи прво да дефинираме барем тоа, никогаш до сега, барем ја колку што паметам, а и дел нели истражував, никогаш не се завршени во 100% или да бидам реален над 80%. И мислам дека во тој дел побитно е да разговараме во кој дел, односно во каква содржина се инвестираат капиталните инвестиции, бидејќи тоа треба да биде тркало на развој, на ликвидност на средства и така натаму. Ги земав примерите од 2005. И тука сакам да ја наведам годината 2005, бидејќи тука имаме многу интересна ситуација, бидејќи буџетот кога е донесен 2005 година е детерминиран со развој на капитални инвестиции 5 милиарди 739 милиони и така натаму. Па е правено ребаланс каде што се додадени средства 14 милиарди 757 и така натаму, а реализацијата е 10 милиарди. Односно, кога ќе видиме на крајот буџетот на почетокот се предвидени 5, а се реализирани 10. И тоа е добро. И затоа имаме тука проценти кои што ветуваат голем раст. 2006-2007 11 со 12 милиарди. 2007 12 милиарди со 14, реализацијата веќе тука почнува помалку да е. И затоа сакам да ви ги кажам бројкиве, 2009 10 11 12. 28 милиарди е предвидено со буџет, со ребаланс се кратат 10 милиарди. 19, а реализацијата е 13 милиарди. И ја ова не го кажам сега дека тогаш ВМРО било на власт или сега е Социјалдемократски сојуз. Овие бројки, вклучително со овие, ќе ги кажеме последната, 2017, 26 се проектирани, со ребаланс се 23, реализација 19 милиарди. 2018, 24, 18 со ребаланс, скоро 13 милиарди е реализацијата. Оваа година тие се подобри бројки. И тука треба да се стремиме ова да иде во нагорна линија, меѓутоа пак е повторам, битно е што се гради. За мене не е исто да се гради проект, брана, водовод, тоа треба да се гради патишта. И тука сакам да го наведам дека да знае јавноста дека 2013 година до тогаш јавното предпријатие за државни патишта беше во составот на буџетот. Од 2013 година со тој закон се отиде надвор од буџетот и тие средства, сите тие патишта сега што се градат, ние не ги разговараме во апсолутна вредност, односно во бројка. По делот на кои фирми, дали има фирми странски капитал и така натаму, бројките ги знаете, 2018 ни беше рекордна, над 600 милиони и така натаму. Меѓутоа, еве, јас имам податок, а го имате и вие, секој граѓанин може да го има. Овде се 33 фирми, странски капитал. Само ќе ви кажам, од тие условно, нели, тука така дебатираме нашите, вашите, иако мислам дека се заеднички, не, со вас не тоа, меѓутоа прифатите го ова како коректност. Тие што имат искористено помошта, односно законот кој што го донесовме. Да, Друштво за производство на тргови услуги Џонсон и Мети. Има. Друштво за производство на хидравлична опрема услов Витек Македонија Илинден. Да. Ванхол, да. Магдија Д, да. Сакам ова да го кажам, дека тие се уште тука, не се избркани. Туку ја земаат и помошта која ја добиват, која што ја изгласавме во собранието. Сите овие 33, нема да ги читам, се нови компании кои што во моментот се градат. Во однос на вработувањето, од Завод за вработување, имаме комплет листа. Секој граѓанин може да го има. Како иде вработувањето? Во сите овие фирми има зголемен број на вработување. Ке земам пример, еве ке земам
Витек. 2017 година 122 доаѓа до 260 сега вработени. Или само во неколку фирми има над 5000 ново вработени заклучно со месец јули оваа година. Ова е податок од Завод за вработување. Секој може да го има. Зборувате за буџетот, меѓутоа мораме да направиме распоред во однос на тоа каде одат средствите. Ние сметаме, владава смета, јас ке гласам позитивно за овој буџет, бидејќи се зголемуваат платите и на приватните, се дава можност, меѓутоа и на сите вработени во јавниот сектор. Ја знаеме бројката денеска, односно во март 2018 година, вкупно, таа бројка, не знам дали порано се знаеше, ама вкупно има, без оние привремени вработување и така натаму, 139.009 вработени во администрација, јавен сектор и така натаму. Сите тие со овој ребаланс ќе добијат 5% плюс плата. И тоа има лоцирано средство. И тоа е добра мерка за која што убеден сум дека и вие се служуват. Сега, за да има рамноправен третман на приватните стопанственици, му се дава можност, доколку ја зголема платата за 100 евра, само персоналисто да се плати, другите сите придонеси ќе ги плаќа државата, ама не да ги ослободува, туку да ги уплати во пензијскиот фонд, бидејќи тој треба да биде на стабилна основа. Таа мерка сите стопанственици имаат право и можност да ја искористат. И тука во делот зошто сакаме да се инвестира во плати од човечки капитал. Сите тоа го прават во нашето обкружување. За жал, ние имаме најмала плата. Или пример, сега во моментот минимална плата во евра ќе зборувам, во Македонија е 203 евра. 410 евра ни е просечната плата. Албанија има 211 минимална плата евра, 423 е просечна плата. Словенија 667 минимална плата со просечна плата 1108. Затоа сакаме таму да идеме за да зголемиме повеќе платите. Босна и Херцеговина има 208 евра минимална плата, 469 евра има просечна плата. Србија има 231 евро и така натаму. Бугарија исто така има минимална плата. И за тоа ќе завршам во делот во однос на институциите кои што се од економската сфера, односно институции кои што не ни нагледуваат и тие ни даваат позитивен тренд, бидејќи се служуваат со сите овие мерки кои што преземаат. Или, например, во однос на реалниот раст на бруто домашниот производ. ММФ, предходната беше 2,6, сега последната е ревидирана на 3%. Светска банка 2,9, останува на 2,9. Европска комисија 2,8, последнава е ревидирана со 3%. ЕБОР исто така, 3 со 3%. Fitch Ratings 3,2, 3,4. Виенски институт исто така. Министерството за финансии има проекција за која сум уведен дека ја оствариме оваа година. Тоа ни го покажуваат првите два квартала 4,1% и заедно со 3,2, сумарно тоа е 3,6. Предвидена е да завршиме со 3,5%. Пробав да одговорам на некои дилеми, не се сложувам во дел од вашата констатација, мислам дека во однос на контррепликата која што претпоставам ќе имате, ќе имаме уште поуспешна дебата.